Добар ден. Задоволство ми е и денеска да ве поздравам во новото продолжение од Фактор здравје, продолжение кое што ќе биде во контекст на Светскиот ден на здравието 7 април, но и одбележувањето на роденденот на една наша здравствена институција. Деталите и представувањето на гостинот ќе ви ги представам во продолжение по оваа прва најава. 7 април на глобално или светско ниво се одбележува како Светски ден на здравието. Оваа година Светската здравствена организација овој ден го промовира под мотото Здравје за сите, со кое што сака мото да се даде аспект на примарната заштита кај здравието лица, бидејќи половина од светската популација не ја добиваат заслужената здравствена помош која што им е загарантирана како едно од човековите права. Од друга страна, овој ден е значаен бидејќи на 7 април Аџибадем Сестина клиничката болница од Скопје прославува 9 годишен јубилеј и она што е значено да се напомене денеска соработката со нив и гостувањето и темата е неслучајна. Затоа на почеток ви го представувам професор доктор Владимир Димов, субспецијалист по абдоминална хирургија со кој што ќе зборуваме за ракот на дебелото црево и ќе дадеме аспекти на лапароскопската хирургија како еден од начините или златен стандард на лекување на оваа малигна болест. Професоре, најпрво добар ден и благодарам што сте со нас. Како сте? Добар ден и на вас и на вашите гледачи. Благодарам што во нивно име сте денеска гостини што ќе обработиме оваа тема. Предлагам да ги видиме блокот реклами, а по нив ќе отвориме темата и можноста и вие да ни се приклучите со ваши јавувања. Денешна тема во Фактор здравје е рак или карцином на дебелото црево, тема која што и вие сте добро дојдени да ја дискутирате и да поставите прашање на 60911925, односно 60911924. Со професор доктор Владимир Димов, субспецијалист по абдоминална хирургија, кој што е еден од пионерите, би рекол и врвните стручњаци во Европа, кој што ја работи лапароскопската хирургија како еден од златните стандарди на решавање на карциномот на дебелото црево, денеска ќе ја продлабочиме и прошириме оваа тема. Професоре, со оглед на фактот дека ова малигно заболување е второ по причина за смртност во светски рамки, американците пресметале дека 101.000 некаде нови се диагностицирани случаи во Соединетите Американски држави, а на светско ниво близу 2 милиона луѓе умираат од ова заболување. Зборуваме за една многу сериозна болест за која што превенцијата и тоа како е важна во контекст на настанот кој што ќе се одржува кај вас следната сабота. Точно е тоа дека карциномот на дебелото црево, но морам да кажем не само тој, иако тој е еден од тие препознатливи, во последно време, во последните 20 години, бележи голем пораст, како и многу други малигни заболувања, и дека покрај сите напредни методи во неговото лекување, сепак целата сила или енергија се фрла кон неговата превенција, бидејќи она што можеме да го направиме со превенцијата, спречување на негово појавување, скоро никогаш не можеме да го имаме резултатот како таков, освен во најраните фази ако се открие, како кога тоа би го превенирале. И воопште светот базира и вложува најголеми сили во превенцијата на сите од овој тип заболувања, па така и кај карциномот. Кога зборуваме за ракот на дебелото црево, треба да се спомене дека инциденцата или честотата е подеднаква и кај мажите и кај жените, и повторно алудирам на превенцијата која што всушност ќе биде и една од темите или водечките елементи на конференцијата со која што нели ќе го одбележите вашиот роден ден, но и ќе дадете аспект за сеопфатното општо добро или добробит на заедницата во Република Македонија. Па тоа е точно како што кажав, затоа што причините за појавата се препознатливи, се знаат. И тие би може да се поделат во неколку групи. Значи, осим генетските фактори кои што се карактеристика за семејства, за личности, за воопшто препознатливи во семејството. Вториот фактор е начинот на живење, начинот на исхрана, и тоа се по линијата на кој што е фокусирана борбата за превенција, односно борбата во спречување на појава или борбата за рано откривање кај ризичните групи преку така наречени скрининг програми, кои што се разликуваат од фамилија до фамилија, од личност до личност, во зависност од тоа колку е генетски оптеретена или не. Но главно она што е важно за сите, тоа е начинот на исхраната, начинот на живење, кој што, за жал, во времето во кое што живееме, не секогаш е можно да се спроведува на таков начин, заради бржиот живот, заради урбаното живење, заради се повеќе и повеќе ангажман околу работа и помалку можност за посветување на
посебен режим на исхрана или посебен режим на живење, бидејќи тоа од една страна тражи време да се спроведува, а бара исто така и посебни материјални услови, бидејќи знаеме дека се она што денеска е здраво, квалитетно, чини повеќе. И чини повеќе пари. Да. Ова интересно и изборува во контекст дека на врвот на листата според статистиката во светот Унгарија, Данска, Словачка, значи високо развиени земји во контекст на ова што го зборувате, брзото темпо на живење и немањето навика за да се подготви можеби и време таа здрава храна. Точно, значи храната не е само начин да се преживее, храната е и начин да се обезбеди добро здравје на човекот, не само за карцинома на дебелото црево, за се. Општо. Храната е општ, важен фактор на кој што се посветува и мислам дека во иднина уште повеќе ќе се посветува внимание, бидејќи е јасно дека изреката дека здравјето влегува преку устата е најточната формулација за се она што не се случува, при што треба исто така да зборуваме и за стресот, бидејќи и стресот е еден од водечките фактори за пореметување на здравјето на еден човек. Зборувајќи за малигната болест на дебелото црево, од вашето научно и практично искуство, кој дел од дебелото црево е најчесто афектиран или погоден во однос на неговата честота? Па по принцип повеќе е афектиран така наречениот левиот дел од дебелото црево, со тоа што можеби најчестата инциденца е во неговиот завршен дел, по така наречен ректум, а и воопшто карциномот на дебелото црево и туморите на дебелото црево се делат на тумори на дебелото црево и ректум. Ректумот, бидејќи по своето потекло, има посебен ентитет и по начинот на создавање, тој е посебен орган, а и спецификата на решавање на овие промени во ректумот е поспецифична него кај дебелото црево. И постојат земји во кои што е дозволена хирургија на повеќе нивоа на дебелото црево, но ректумот се одделува и не секоја од установите може да се занимава со ректум, заради неговите специфики и заради техниката на интервенирање, заради приодот кој што е многу потежок и заради тоа што има и своји специфики различни од дебелото црево во целина. Она што го кажавте дека колоректалниот карцином и карциномот или ракот на ректумот има повеќе фази, повеќе степени на градуирање, дали тоа е поврзано и со симптоматологијата? Значи, за жал, како кај грото од малигните заболувања, симптоматологијата може да биде многу оскудна. Да не зборуваме за раниот период, во кој што ако не го тражите тоа, кај некои одредени групи, како што споменав, кои се поризични или општо во општата популација, за сега, например, е останато дека над 45 годишна возраст, над 50 годишна возраст, треба се прават колоноскопи. Симптоматологијата е многу оскудна, многу малку можете само на неа да се надевате. Неспецифична, сигурно. Неспецифична. Кога ќе се појават симптомите, тоа веќе во принцип зборува за една напредната болест, во која што и начинот на справување и резултатите се разликуваат од она што би ја нашле во пораната фаза. Така да, за раната фаза остануваат или тие кои што се скринираат, или тие кои што се ризични групи, или тие кои што случајно заради некои други причини ќе направат преглед и ќе се најде причината во рана фаза. Касните фази, не кажувам дека се тие изгубени, не се изгубени, во зависност од тоа која е таа касна фаза, они може да бидат различни, дали болеста е проширена, дали е локална, каде е отидена. Така да и таму денеска можностите за лекување се големи, бидејќи не е само хирургијата, таму постојат и други можности, онкологија и така. Можностите се прошируваат секојдневно, но во секој случај борбата е многу потешка во таа фаза, отколку во фаза кога е тоа рана болест. Ако зборуваме за подоцнежната фаза каде што на помош е хирургијата и лапароскопијата за која што ќе го одвоиме вториот дел од емисијата, доколку се детектираат пациенти во некој ран стадиум, што како модалитет на терапевски пристап имате на располагање? Па по принцип истиот е начинот на лекување, исто се лекува и во раната фаза и во подоцнежната фаза, со тоа што тоа представува многу поедноставен начин и со тоа што реално е дека очекувањата за многу поквалитетен живот и излекување се многу поголеми во пораната фаза него во подоцнежната фаза на развојот на болест. Да. И пред да се даде индикација за хируршки третман, што како дијагностичка процедура и алатки треба да се направат за да се верификува или евентуално отфрли оваа дијагноза? Хирургијата доаѓа како резултат на дијагностицирана болест. Со хирургија не се поставува дијагноза на болеста. И сега како опција на решавање, да. Повеќе се опциите за рано откривање. Например, во светот многу се користи методата на окултни крварења, значи на фекални тестови, во кои што и најмали траги на крв во
ФЕЦИСот може да упатуваат дека тие пациенти треба да се подложат на дополнителни испитувања, најчесто на ендоскопски испитувања, типот на колоноскопии, но тоа не значи дека сите кои што имаат позитивен окултен тест, дека ќе го имаат тоа. Но во таа група треба да се бараат евентуални причини и евентуално скриена некаква болест. Колоноскопијата е најсуверената метода во дијагностицирање, бидејќи дава можност и да се види со око, и да се земе биопсија, и да се докаже болеста. А осим тоа се разбира дека постојат компјутеризирана томографија, магнетна резонанца. Сите тие, цела една палета на испитување може да се користи, но колоноскопијата е златен стандард во дијагнозата и затоа се препорачува кај пациенти кои што имаат или над 45 годишна возраст, или првата да се направи на 45 годишна возраст, или и порано кај пациенти кои што имаат помалку години, но имаат оптеретеност генетска. Меѓу другото, светски проблем што представува во моментот е дека границата на заболувањето на карциномот на дебелото црево резко се симиња надолу. Ја среќаваме во популација која што некогаш било права реткост, 20, 30, па и 40 годишна возраст. Денеска веќе тоа е далеку од тоа да е реткост. Треба да се мисли на неа во секој момент. А впрочем и конференцијата која што вие споменавте, она покрај целиот тој проблем на согледување на карциномот на дебелото црево, ќе се занимава и со проблемот на појавата на карцином кај помладата популација. Не е тоа веќе болест на старите луѓе. Да. Ви благодарам, професоре, за овој прв дел од разговорот. По блокот реклами ве поканувам да останете со Фактор здравје и доколку имате прашање и интерес да ни се јавите и да ве слушнеме во живо. Наред е вториот дел или продолжението денеска од Фактор здравје со темата рак или карцином на дебело црево, тема која што ви ја презентираме преку научното и практично искуство на професор доктор Владимир Димов, субспецијалист по абдоминална хирургија, со кој што ќе го продолжиме разговорот и би дал аспект, професоре, сега на лапароскопијата, бидејќи спомена, вие сте еден од врвните оператори во однос на лапароскопијата во Европа и вашето искуство несебично ве го пренесувате и во Аџибадем Систина, каде што не само македонските граѓани, туку и оние од странство можат да го решат евентуалниот проблем. Пред да зборуваме конкретно за колоректалниот карцином и ректумот и лапароскопијата таму, да споменеме дека таа има широк диапазон или индикации во абдоминалната хирургија соопфатно. Точно. Лапароскопијата е само дел од така наречената мини-инвазивна хирургија и морам да нагласам дека во медицинската наука воопшто и во хирургијата ни една метода која што е корено различита од она што порано било. Порано беше голем хирург, голем рез, а сега е обратно, за толку краток период да го освои целиот тој простор во медицината и да се согледаат сите предности кои што ги носи мини-инвазивната хирургија. Во суштина, да преведеме, мини-инвазивна хирургија означува дека на со најминимален пристап треба да приидете на телото и да завршите истата интервенција која би ја завршиле и по класичен пат. Денеска лапароскопијата суверена во многу области, една од областите која што кажувате дебелото црево, и многу од малигните заболувања денеска, не само на дебелото црево, и другите се решаваат на ваков начин. Морам да кажем дека единствената причина зашто во прогласувањето на ваквиот тип на третман во златни стандарди се чекало подолго време, затоа што се чекаат доказите после извршени операции дали се еднакви или подобри од оние што се вршеле по класичен начин. Знаете, во светот се што се прави треба да базира на докази. Доказите мора да бидат аргументирани, докажени, за да може да воведете една нова метода. Сепак работиме со луѓе. Но денеска лапароскопијата или мини-инвазивната хирургија го освојува целиот тој хируршки, би кажал, и не само хируршки, бидејќи има и во други делови кај што се употребува од медицината, и лапароскопијата е дел кој се однесува на абдоминалната хирургија, но затоа имаме торакоскопија, која што е во градниот кош, па дури кардиохирургија се работи на тој начин. Да не збориме дека гинекологијата, урологијата, исто така како и дигестивната хирургија се методи и подрачја кај што лапароскопија има голема, би рекол, огромна примена. Кога зборуваме за колоректалниот карцином и ректалниот карцином, кои се индикациите за примена на лапароскопијата и паралелно на тоа дали има контраиндикации? Па видете, сите индикации за хирургија, нема никаква разлика меѓу индикацијата за класична или лапароскопска хирургија, зависи од тоа
тимот колку е обучен, зависи од тоа каква опрема имате, бидејќи тука нема компромиси. Безбедноста на пациентот мора да биде максимална, не може да се прават компромиси, па имаме, па немаме доволно, па не се гледа добро, тоа е нешто не се коментира. И она што представува контраиндикација, бидејќи ме прашувате за контраиндикации, најчесто контраиндикациите се надвор од локалниот наод. Контраиндикациите се повеќе ако болниот има тешки срцеви заболувања, ако има повисоко ниво на CO2 во крвта, па тоа да бидат априори. Иначе нема скоро ни една причина заради која што нема да може да почнете интервенцијата лапароскопска, може да ја завршите по начинот кој што за пациентот ќе биде најдобро во зависност од тоа што ќе најдете. Но да не ја почнете, многу малку се причините. Она што е важно, кажавте дека денеска врвните хирурзи работат минимално инвазивно, односно лапароскопија, со минимален рез или минимален отвор. Прашањето ми е конкретно кај абдоминалната хирургија, бидејќи како полена работа, тоа е ваш фах или тоа е ваша специјалност, се дува на некој начин, или стомакот со CO2, за да тоа подрачје се рашири. Значи, видите, минималната хирургија е начин на размислување и таа е врзана, ви кажувам, за целата хирургија, се гледа колку е можно да биде помал достапот, толку полесно пациентот ќе ја поднесе операција. Да, така е, за да може да се гледа, за да може да се работи, треба се надува со CO2 се прави тоа абдоменот, за да може да се согледаат сите органи, кои нормално се залепени, таму нема нормално присуство на воздух, така да тоа е начинот на кој што се започнува една интервенција. Зборувам за абдоминална хирургија, зборувам за гинекологија, за урологија, за она што е предмет на лапароскопија. Кога конкретно зборуваме за карциномот или ракот на дебелото црево и ректалниот карцином, дали тие интервенции во зависност сигурно од нивото и локализираноста се сложени, во смисла колку траат, знам дека секој индивидуално го селектирате и секој пациент е посебен, но дали се ова сложени интервенции во кои што освен вас вклучен е нели тимот со кој што работите? Значи по принцип абдоминалната хирургија, односно лапароскопската хирургија не може да припаѓа на еден човек. Треба да има тим кој што ја работи, од проста причина што улогите се поделени. Со камерата тоа се вашите очи, асистентот е другата рака, вашата рака е раката на операторот, но тоа е тимска работа и за да може да функционира, треба да има усогласеност, бидејќи една малку поразлична перцепција. Што би рекол? Би рекол дека обичниот човек вели, ама друго е кога ќе се отвори. Тоа е така, размислуваат луѓето кои што немаат искуство. Значи, ние она што го гледаме при лапароскопски интервенции со зголемување 4-5 пати најмалку. Така да, она што би го гледале како еден, го гледаме како 4 или 5 сантиметри. Она што е капка од крварење, го гледаме како големо крварење. Така што визуализацијата е огромна и друго, ние ни за едно место може да го погледнеме целиот абдомен и колку год да е тоа абсурдно, ние и со рез, дали ќе го позицираме во горниот дел, во долниот дел, од страна, ние имаме ограничена видливост при отворена хирургија. При лапароскопската хирургија се гледаме преку тоа едно дупче, бидејќи камерата е во состојба да го погледне секој дел од телото и при тоа да ги верифицира сите промени кои можеби при некои други случаи би ни избегале од видното поле или биле ограничени. Да. Бидејќи рековте лапароскопијата е предност не само за вас операторите, туку и пред се за пациентот, сигурно и хоспитализацијата е скратена, враќањето во нормално ниво на живот исто така? Значи лапароскопијата е исклучиво наменета за пациентот, бидејќи сите бенефити се на негова страна, а сите маки и проблеми се на страна на оние кои што работат. Да. Значи, лапароскопијата може многу органи да се работат, сите органи, сите операции кои што во дигестивната хирургија и овие другите што ги спомнав се работат нормално, може да се работат лапароскопски во зависност од опремата, во зависност од тоа колку е обучен тимот, колку е способна екипата да го работи. Меѓутоа, сите тие, без разлика што се на различни органи, имаат една иста карактеристика. Пациентот има пократко лекување, помала болка, порано се враќа на работа, помалку компликации, едноставно има подруг квалитет на животот после операцијата. Кога сте веќе кај дебелото црево, морам да кажам дека другата предност е што кај дебелото црево по лапароскопскиот пат, особено при хирургија на ректумот, се овозможува и многу ниски тумори да завршат без операција при која што пациентот ќе заврши со така наречена кеса, нели?
што е многу важно за квалитетот на неговиот живот, бидејќи самиот начин на оперирање го овозможува тоа да се симнете колку што е можно пониско, а при тоа да ги запазите структурите неопходни за да пациентот има потоа контрола и да има еден квалитетен живот. Огромна е разликата, бидејќи не е борбата само за преживување, борбата е пациентот кој што треба да преживее да добие и квалитетен живот и тој да биде задоволен. Сигурно дека еден пациент кој што ќе има понатаму после операцијата е нормален живот, што нема да биде врзан со, ако тоа веќе има шанса да се направи со кеси, тој ќе има поквалитетен живот, ќе биде позадоволен. Позадоволниот пациент е покорисен и за општеството, и за семејството, и за самиот себе си. Сигурно. И она што сакам да ве прашам, каква е прогнозата и квалитетот на живот кај оние кои што веќе се оперирани лапароскопски, бидејќи од лично искуство имате многу успешни завршени приказни, и дали можноста за рецидивирање или повторување на оваа болест е присутна кај овие пациенти? Значи не постои хирургија на дебело црево која што е ослободена од појава на рецидиви на болест. Она што е важно е тоа дека сите испитувања покажуваат дека поднесувањето на операциите при лапароскопскиот пат за пациентот е поголем. По однос на преживувањето, тие не се разликуваат многу битно, и тоа е целта, да се покаже, и тоа се чекало при таа хирургија за да се воведе како златен стандард, да се докаже дека не само непосредниот постоперативен тек е добар, него и преживувањето и се друго треба најмалку да биде еднакво или подобро од конвенционалната хирургија. Инаку не би имало смисол да се прави тоа. Тоа е докажано, тоа го гледаме секој ден. И затоа, во зависност од фазите во кои се оперира еден пациент, многу често лекувањето не завршува со операцијата, него продолжува со онколошки, радиолошки и други методи кои што овозможуваат и многу долго преживување, а овозможуваат и апсолутно излекување. Да, и она што сакав уште да ве прашам, бидејќи е малигно заболување, ракот на дебелото црево зафаќа широка популација, ги кажавме бројките, дали тој метастазира и кои се тие органи, дали некои блиски или подалечни се афектирани или погодени? Значи, тоа се стадиумите на болести. Да, повторно зависи. Ако се блиски лимфни жлезди зафатени, тоа е една локорегионална болест. Ако се подалечните, тоа е веќе една расширена болест. Од подалечните може да бидат подалечни жлезди или може да бидат органи, као што е белиот дроб, мозокот, јетрата и така, хепарот, така да, како и при секоја малигна болест, и оваа болест ги дава, за жал, тие несакани компликации, и затоа е многу важно да се превенира или рано да се детектира и открие, бидејќи тогаш сите шанси за еден нормален, квалитетен живот и излекување се поголеми. Да. И она со што почнавме, би сакал и да го заокружиме овој разговор и ова ваше гостување, конференцијата која што ќе се одржи следната сабота, да дадеме уште еден аспект и на тоа што како видео го имате донесено, може и да го погледнеме. Да, тоа е една најава за конференцијата, која што ќе биде сабота и недела, следната сабота и недела, која што, за разлика од класичните хируршки конференции кои што ги имаме, е конференција која го опфаќа целиот проблем со карциномот на дебело црево. Од начинот како да го превенираме, да не се појави, превенција со начин на исхрана, од начинот кои се тие групи кои што треба да го бараме порано, кои се тие оптеретувања, кои тестови треба да се прават, па се до неговото рано откривање, се до неговиот третман, хируршки или ендоскопски каков ќе биде, па и после до најсовремените начини на онколошко и радиолошко лекување на болеста. Она што би сакал да го кажам за оваа конференција е дека покрај МТСС или Медитерански сили за борба против карциномот, каде што сум јас председател и Јаџи Бадем Систина, болницата, кои што се организатори, со нас се и најрелевантните професионални здруженија од Македонија, као што се Здружение на хирурзи, Здружение на онколози и радиолози, Здружение на патолози, потоа имаме уште гастроентеролози и Лекарската комора на Македонија. Тоа е така направено, бидејќи интересот е голем, треба да видиме каде се наоѓаме, треба да видиме каде се наоѓа и светот, да прифатиме нешто кое што во крајна линија треба да донесе на крај начин на скрининг, бидејќи тоа е важно за превенцијата,
кога, каде и како треба да почнеме со скринингот, односно со методите кои што овозможуваат да подвргнеме на испитувања одредени групи луѓе со цел да можеме како ризични групи порано да ги откриеме тие ако ги има возможности. Да. Интересот е голем. Вие ги држам веќе овие точно флаери или информативни тоа се, бидејќи сето тоа е во функција на подигање на општествената свест, бидејќи ако вие немате подигната општествена свест кај граѓанинот, сам да знае каде да бара, што да бара, како да толкува одредени симптоми, колку повеќе ќе го образувате него, тој толку порано ќе побара помош. Така да тие брошури кои што ги имате се брошури издадени веќе во 20 земји, кои што едната е за карциномот на дебелото црево, која што јасно се кажува дека тоа е болест која се превенира, значи не мора да ја добиете. Пишува за начините на кои тоа се прави или ако ја има, што треба и како треба во испитувањето да се направи. Втората брошура е за начинот на живот воопште, за превенција на сите малигни заболувања кои што се можни, од не само дигестивни, него сите малигни заболувања. И третата брошура, која што само во 2 земји до сега е издадена, тоа е најновата брошура, тоа е брошура која третира болката. Начинот на кој што одредена болка која еден пациент ја има, како да ја интерпретира најдобро и како да побара помош за неја. Оно што е важно за овие брошури е следното, дека целта е тие да бидат распределени секаде каде што пациентот оди, дали се тоа амбуланти, дали се тоа болници, дали се тоа било какви здравствени установи, па ќе видиме, може и не мора да бидат здравствени установи, може и преку средствата за информирање да бидат, каде што пациентот додека чека да биде прегледан или било што има некаков друг проблем, може да погледне, да прочита и на тој начин да ја подигне својата лична свест за своето здравје и да даде правилна интерпретација на проблемите. Да, онва што го кажувате алудира на примарната здравствена заштита, од каде што е основата или базата каде што треба да се почне. На пациентот. Да, на здравјето пред се, не само за ова што денеска го зборувавме. Професоре, многу ви благодарам за вашето гостување, ви посакувам успешна конференција и покана повторно да бидете дел од Фактор здравје. Благодарам и на вас што имавме оваа можност да ја споделиме оваа информација и да објасниме целта на оваа конференција, која што по многу нешто е специфично. Благодарам уште еднаш и ви посакувам секое добро. Професор доктор Владимир Димов, субспецијалист по абдоминална хирургија, беше денешен ваш и мој гостин во Фактор здравје и она што го спомена професорот, дека дури 30% според овие брошури луѓето кои што имаат зголемена телесна тежина, за 30% имаат зголемен ризик од појава на карцином на дебелото црево, а токму кога зборуваме за намалување на телесната тежина, јас ве упатувам на Липодиет центарот во центарот на градот да закажете бесплатна консултација, совет и трајно да го решите проблемот со вашата евентуална зголемена телесна тежина. 070 535 033 е нивниот број, а тука ставаме точка и ја затвораме оваа емисија од Фактор здравје. Благодарам за вниманието и поздрав до утре.